Одиме понатаму со емисијава, почитувани гледачи. Мој гостин на програмата на ТВ каналот ВИС е господинот Бранко Ужевски, кој ни доаѓа од Владимирово, Беровско. И тоа негово доаѓање со повод. Ќе си поразговараме на тема Владимирски и Линденски средби и незиното овогодишно издање. Господин Ужевски, добар ден и добре дојдовте на нашата програма. Благодарам за поканата и ви поканувам и вие да присуствувате на нашите Владимирски и Линденски. Ви благодарам и вам за поканата. Владимирски и Линденски средби годинава ќе се одржат од 1 до 5 август и имате едно интересно мото: Владимирци, деки да сте, на Илинден дома да сте. Така ли е? Така е. Кажете ми како течат подготовките за овогодинешното издање на Владимирските и Линденски средби. Инаку, почитувани гледачи, господинот Ужевски е член на организациониот одбор на Владимирските и Линденски средби и координатор на оваа манифестација. Да. Ние пред 4-5 години го формиравме Сдруженијето Владимирски и Линденски средби. Добро. Меѓутоа, Владимирските и Линденски средби не се организираат последните 10-15 години. Подготовките течат цела година. Уште минатата година. Кога ќе заврши една манифестација, почнуваат подготовките за следната. Так, добро, так. Добро. Така да во тек сме и сега ни се тековите активности, промоција, презентација и така. Така. Повеќе музика ќе има, нели, повеќе забава за владимирците, така е? Па знаете како, за да минатата година беше успешно и минатите години беше успешно, меѓутоа за да бидете подобри, треба да ги подобрите претходните. Апсолутно. Така секоја интенција е секоја година да биде подобра од претходната, така е. Па се потрудивме сега, затоа што оваа манифестација започна во 2005 година, за прв пат првите Владимирски и Линденски средби. Меѓутоа, како секоја организација има големи трошкови. Тогаш, како прва, се уште немавме изградено верба и не можевме да обезбедиме финансиски средства. Без тие пусти пари не се може, нели? Не се може. Во 2014 година група ентузијасти во Владимирово во разговор со нашите иселеници. Оти нашето село е село кое го зафати таа миграција голема, да имало многу имаме иселени жители, па сакајчи да ги вратиме во собствените огништа, донесовме една заедничка одлука да ги обновиме Владимирските и Линденски средби, кои оваа година ќе бидат 6 поред. 6 поред. Ајде да се подсетиме на претходните 5 издања. Како беше, како растеше манифестацијата, кој се учествуваше на тие Владимирски и Линденски средби? Уште во првата одлука ни беше да можеме да ги организираме 3 дена. Така. Меѓутоа, потоа прерасна во 5 дена, како јубилеј на 5-тите прошлата година, како јубилеј во кој видовме дека со програмата која што ја зафаќа веќе просторот, мислиме дека ни е тесен. Така го продолживме на 5 дена, бидејќи се случија веќе некои нови манифестации. Да. Супер, супер. Она што јас го знаме дека од Владимирово потекнуваат многу познати и признати луѓе кои живеат во Македонија од разни области. Доаѓаат ли тие на тие Владимирски и Линденски средби? Па вака. Нашето мото Владимирци деки да сте, за Илинден дома да сте. Така. Ова мото трае многу години. Јас уште не памтам, тоа мото трае, меѓутоа тоа се организираше. Илинден е празник, националниот државен празник во Македонија и верски, се организираше голем сенароден собир на местото викано Шилеви оградни. Нашите гледачи, бидејќи ги има доста во овој регион, Струмишко, Радовишко и пратаму, тоа го знаат и тие доаѓааше од тој ден. Ама тоа трае само еден ден. А затоа знаете дека летниот месец август, јули-август се на годишни одмори, нашите иселени жители си доаѓаат од сите страни. Па сега тоа ни е целта и на оваа емисија, да и во овој регион ги промовираме, затоа што во Скопје веќе стип на тамо преко другите медиуми го тоа презентираме и овде сме да ги поканиме нашите иселеници, владимирци, нивни пријатели, да го посетат Владимирово во овие 5 дена. Така. А Владимирово е многу убаво, всушност, впрочем, убава е цела Малешевија, обично струмичани за време на летните горештини забегуваат горе по Малешевијата малку да се разгладат, навистина е прекрасно и еве можност
од 1 до 5 да најдат можност да дојдат во Владимирово и да уживаат во дел од содржините на Владимирските и Илинденски средби. Сосема сте во право. Ако ви кажам само еден податок од прошлата година, дека тамо продефилираа 10.000 луѓе за овие 5 дена. Така. Тоа е манифестација на плоштадот во Владимирово, меѓутоа кај нас се уште трае тој збор Мегдан на центарот на селото, каде што се случувале сите случувања. Така. Значи на времето кога имало свадби, во 3 свадби, 4 свадби во малото, на крајот после завршувањето на ручекот, сите невести, сите доаѓаат на Мегданот, играат младите и постарите ги гледаат од страна, аплаудираат. Ја има ли таа традиција? Па бидејќи оваа традиција сега со новото време не постои, да, ние измислиме да го направиме на големото Мегдан скоро, која ни е вметнано во програмата, во која има до по 1000 луѓе играат. 6-7 круга на ора се прават. Тоа е нешто само може да се види. И податокот што сакам да го кажам, како нема да дојдат кога температурата ношна беше околу 15 степени. Охо, убавина. На Илинден 15 степени температура вечерните часови. Кога дневните температури во Струмица се 40, да кажем. Ношната кај нас се спушти до 14-15 степени. Супер. Значи идеално надворно, отворено и така. Одлично. Она што јас го знам за Владимирските и Илинденски средби, дека вие имате и своја химна на манифестацијата или химна на селото Владимирово. Ајде да откриеме на гледачите чие дело е таа химна, кој пеат, од Струмица има замешано прсти овде. Ви благодарам за прашањето. За прашањето ова е стварно минатата година за прв пат Владимирово доби собствена химна. Така. Химната е посветена за владимирци деки да сте за Илинден дома да сте. Така и текстот. Текстописец е Камелија Левенска, наша сограѓанка, која многу добра наша пријателка, моја пријателка, која повеќе пати гостувала на ТВ каналот ВИС. Таа е текстописецот, а композитор е Горан Алачки. Исто така потекнува од таму. Кој сигурно ќе биде таму и секоја година е таму и ни дава поддршка. Изведувачи се Горан Кукич и Ленче Дедејска точно од Струмица. Ленче Кукич, беше Дедејска, добро. Добро, ние Горан така Кукич, се популарни. Да. И групата Јупитер. И групата Јупитер кои за прв пат ја изведоа во живо на плоштадот во Владимирово. Така, јас ја имам слушнато таа химна. И е навистина прекрасна, впрочем може ли да биде лоша кога се собрале на едно место Камелија Левенска, Горан Алачки, Ленчи, Горан Кукич и групата Јупитер, производот мора да биде убав, нека ви е вечна таа химна. Благодарим. И да и се радувате уште многу години. Па затоа јас реков дека и струмичани имаат вмешано прсти, бидејќи нели Горан и Ленча се наши деца, што се вели. Ајде да им откриеме, бидејќи ние ги каниме гледачите да повелат од 1 до 5 на Владимирските и Илинденски средби, ајде да им кажеме што ќе се случува во овие 5 дена. Па сега вака, само за увод, да ви пренесам дека во овие 5 дена имаме голема прослава, имаме доста случувања. Едни од поинтересните се посета на музејот, кога за минатата година отворивме музеј кој се вика Огледало на Владимирската гордост. Тоа се наоѓа во центарот на Владимирово, просторија во која има доста посетители, во која се изнесуваат артефакти, се изнесуваат дела издадени исклучиво од наши жители. Тоа ни е едното. Второ, саемот за локални производи исто така е застапен за сите 5 дена и неговото свечено отварање ќе биде во среда во 19 часот пред свеченото отварање. Претпоставувам мед. Мед, ракија, сирење. Ракија, се разбира. Одлично, добро. Сите тие наши производи кои се од Владимирово, тамо може да се вкуси владимирското сирење, владимирското ракија, владимирското компирот да се проба, значи тоа има работат, угостителите се спремни да го тоа презентираат комплет. Супер. Така да свеченото отварање ќе ни биде во среда на 1.8 во 20 часот. Добро. На кој тамо председателот протоколарно ќе си ги гонат тие работи. Сигурно. Настап. Потоа имаме настап на културно-уметнички друштва Димитар Беровски од Берово и некои други тамо оркестри. Меѓутоа, за тоа што е најинтересно на свеченото отварање, во 22 часот ќе настапи групата Модус, исто така од Струмица, со познатата естра уметничка Влагица Калева. Супер. Која е посакувана да дојде во Владимирово. Супер. И ќе ни биде добре дојдена. Така, што донесува вториот ден?
Вториот ден е Илинден. Добро. Значи нашиот најголем државен и христијански празник. Затоа што од Сабаје ние си ја имаме тоа имаме црковен одбор кој е доста активен, кој тој се вклучи во Сдруженијето Владимирски и Илинденски средби, кој од Сабаје го припремаат ручекот, се оди на црковна литургија 7 часот, така да попладнето од 17 часот имаме заеднички ручек на сите присутни гости. Супер. Тие ги поканувам, тамо доаѓаат 1000 луѓе, па имаме туристи. И има за сите ручек. И има ручек за сите. Браво. За сите. Тоа е едно прекрасно место. Тамо во Владимирци не можам, кој не дошол, Ништо не знае. Ништо не знае. Така го вика, кој не дошол, ништо не знае. Така да сите се поканети, вечерта имаме културно-уметничка програма во која ќе настапат културно-уметничко друштво од Македонска каменица, од Свети Николе, вечерта за забавата за општонародната веселба, една голема општонародна илинденска веселба, ја организираме со групата Џумбуш од Кочани, познати естрени уместници, и солистот на кларинет Лупчо Атанасов. Супер. Завршивме со 2, следува 3 август. Третиот ден ни имаме организирано посета на сајмот на локални производи, тогаш е тоа најдретно. Ако не е испијана ракијата до тогаш. Имаме доволно. Добро. Потоа имаме посета на гости кои ќе го посетат огледалото на Владимирската гордост, тоа е музеот. Така. Тамо. И потоа имаме во 20 часот настап на културно-уметничко друштво Никола Јонков Вапцаров од Делчево. Настап на беровски тамбураши, тоа се изворни малешевски песни. Во 21 часот поново, ако не е Струмица и тој регион, ќе биде пак Штип. Така. Ќе настапи Јасмина Гујнова. Добро. Да ги зафатиме и тој дел од регионот, Да. од Источна Македонија. Јасмина Гујнова. И во 22 часот и 30 имаме свечен коктел за сите донатори, спонзори и гости, во кој ги доделуваме благодарниците и спонзорите и имаме свечен коктел за малешевските производи. Одлично. Одиме со 4. Сабота е посебен ден. Така. Тоа е 4 август, тогаш сите заинтересирани заминуваме на планината Готен. Тоа е тамо посета на прославата по повод големата битка, така позната Готенското Муарабе. Добро. Не може. Таа битка се одржала во предвечерието на Илинденското востание во 1903 година. Од кои причини не била толку изучувани патена, ќе зборуваат историчарите, јас не сум историчар. Така е. Ќе зборуваат историчарите, меѓутоа ние ќе кажеме дека еве 3-та година го организираме тамо посета, затоа што оваа битка не е случајна. Ова е државна битка во која поново без Струмица не можело без Радовиш, не можело без Валешевијата, па дури не можело и зад границата. Ќе ви објаснам кратко, и зад границата без поддршка за да се победи оваа битка. Супер. Многу малку се знае. Еве, јас прв пат слушам за оваа битка и се срамам што е тоа така. Минатата година во рамките на манифестацијата промовиравте и книга токму за Готенското Муарабе. Тоа е некаков турцизам Муарабе, не е наш збор, но ако во секој случај 1903 автор е Јован Мазгански, минатата година беше промовирана и ќе остане како трајно сведоштво за еден значаен настан кој се случи во вашите краишта, така? На втората година од одржувањето, нашиот поет Јован Мазгански, кој потекнува исто од Владимирово, ја изготви оваа книга Готенското Муарабе од 903. Овде се опишани дел од случувањата, сечавањето. Може би целосно не е покриено се тоа, така и од авторот сум информиран, меѓутоа многу релевантни податоци постојат. Оваа битка се одржала во 1903 година на ден Великден. По стариот календар 6 април, по новиот 19 април, се извинувам. Добро. Тогаш откриени некако тамо заминале четите на Мазнејков и четата на Чернопеев, кој Значи, станува збор за Коста Мазнејков од Струмица и Христо Чернопеев. Кирно Чернопеев, мислам дека некои информации изборуваат дека од Костурино потекнувал. Не, Струмичко, да, така. Не. Христо Чернопеев бил на овие простори, меѓутоа е бугарин. Значи потекнува од Бугарија, иако најголемиот дел од своите борби ги
ги спроведува овде во Македонија. Значи, ќе се надоврзам со тоа дека и позади границата сегашна учествувале таму. Така е. Оваа битка се случила и таму, што е позната, веќе што се одвивала, позната е дека загинале околу 25 до 30 комити. Така. А дека загинале околу 200 до 250 турски војници. По што се разликува оваа битка од сите други? Оваа битка се разликува по тоа што таму се створиле 7 обрачи. Добро. 7 обрачи. Еден, два, Аскер, па наши, па пак, па. И таму за прв пат, тоа е опишано во книгата, веќе ја поклонам, ќе остане трајно сеќавање ваше. Ќе прочитате, таму за прв пат се здружуваат раскараните чети на централистите и на врховистите. Една изјава спои во книгата, вика, овие се наши... Многу реток настан во нашата историја. Така, во некој... Ние сме раскарани цел живот. Нешто слично и денеска, меѓутоа, тоа е судбината на македончето. Така е. Може би некој ќе се надмине, меѓутоа тоа е сега. Добро. И тоа таму ни помогнале и дури од помоштата од врховистичкиот водач од Левтеров што бил, најмногу загинале. И тоа се помириле за прв пат. Така. И ние донесовме одлука оваа манифестација, сега е на локално беше, сега влегува и општината, се уклучува општината, финансира. Наша цел е оваа прослава да направиме републичка, тамо да одат луѓе и да ја организира државата. Стасавме до другите содржини, не завршивме четвртиот ден. Тоа е саботата, така. Во неделата, дојдовме до петиот и последен ден. Тоа е недела, последен ден. Знаете, Владимирово од секогаш уште од 50-та година има формирано фудбалски клуб кој настапувал во поголемите региони, дури во втора македонска лига, има играл тога источен регион како се викале. Тоа е фудбалскиот клуб готен за многу, ќе потекне во тој регион, ќе потекне емоции од 1950 година бил формиран, кој во 1968 година згаснува. Не се надпреваруваме, тоа клубот се уште е... Постои, екзистира. Во чест на тоа ги организираме спортските игри во недела, фудбал мал фудбал. Вие ќе знаете сега веќе голем фудбал тешко се може да се организира, мал фудбал во кој настапуваат, тоа е за младите, се организира на регионално ниво, се организира турнирот, цел ден се направуваат фудбалските екипи, имаат организирано ручек, имаат организирано скромни награди и вечерта има забава за млади со познатата естрадна уметничка, ја оставивме како последна наша од Берово, Жаклина Узунова, колоска позната кај нас. За жал без Јанко Узунов. Без Јанко, за жал, Бог да го прости. Добро. Беше тоа извонреден дует, меѓутоа и Жаклина сама по себе извонредна во таа своја дејност. Навистина прекрасни содржини, 5 дена исполнети од утро до мрак. Јас се надевам дека тоа ќе биде доволна провокација овој наш разговор, да ги натераме струмичани или барем дел од нив да дојдат во било кој ден, па ако не и сите 5 дена нека бидат во Владимирово. Има ли таму сместувачки капацитети каде што може да се сместат? Во разговори со нашите гостители, тоа и одржавме и состанок во кој ни обечаа дека се спремни да ги примат сите гости. И тоа претежно гостите си се наши, кои си имаат родни огништа, собствени. Дојдат си ги расчистат дворовите. Целта ни е овие млади генерации да се запознаат. Вие да видите колку е мило кога ќе видите втори, трети братучеди не се познаваат. Па кога ќе почнат да разговарат, ти од која фамилија си, ти од каде си. Они се од Владимирово потекло, генот е од таму. Меѓутоа таа, ти знаете како, јас и одборот Сдруженијето сме доста свесни зошто ни се случило таа толку голема миграција Владимирово. Знаете, Владимирово е прогласено на југословенските простови село на учени луѓе. Тоа јас пред малку го реков, но вие како да не забележавте, значи, почнуваме гледачи, навистина Владимирово дала многу познати и признати луѓе, не само во Македонија, не само во овој југоисточен регион или источен регион на Македонија, туку познати во целата држава, па и надвор од границите на Македонија, така ли? Така е. Ќе спомнеме ли неколку луѓе од тие? Па во колку не смета така да не некој да не ни се налута, тоа е една лепеза на можеме да заборавиме многу, ама барем неколкумина. Па не може да се заборави еден Ванчо Чавдарски, големиот ум од Владимирово, кој
светски композитор. Така. Не може да се заборави еден Благој Канџиски, професор кој ги помина сите институции во државата. Беше и амбасадор. Беше, да, амбасадор, беше професор по факултети, еден Пано Кажовски. И некој струмички ученик во гимназијата. Да, он има учено во Струмица. Така. Не може да се заборави еден Пано Кршовски, познат. Така. Не може да се забори еден Горан Алачки, маестро. Ќе ми изминат Михаил Левенски. Доктор Михаил Левенски, кој е и татко на Камелија. Не може Михаил Левенски за гледачите да им појасниме е познат невропсихијатар. Меѓутоа беше и заменик министер за здравство во владата во 90-тите години и тој е еден од првите кој воспостави контакт со Грција на ниво на министерства и така натаму. Ми беше гостин, дури беше жив, промовиравме негова книга и така натаму. Да не ја заборавам, за овој регион исто така интересно, ќе се сетат која е таа личност. Да не ја заборавиме и Снежана Георгиевска, премиерката, сопруга на премиерот Луце Ѓорѓиевски, инаку за Струмичкиот регион сестра на покојниот Ванчо Таковски, кој исто така беше од нашето село, кој мисля дека за Струмичкиот регион доста направи, се трудеше, и она е сестра која исто така учествува во нашите подокторски. Одлично. Има многу други, еве да се извинам. Да се извинам, многу не може да се наброи. Тоа се доктори, професори, инженери и така по целиот свет. Интересно место е Владимирово. Господине Ужевски, чинам дека си поразговаравме се оно што треба да го знаат гледачите. Што би кажале вие за самиот крај, со што ќе ги поканиме струмичани? Ако не е тоа доволно, не знам што е. Нешто сокривме. Да? Тоа сакам да го видат таму. Тоа е многу мудро од ваша страна, многу убаво. Да дојдат, да го видат и да го прераскажуваат. Така. Ви посакувам успешна манифестација. Еве само ако сакам за граѓаните од Струмица да кажам дека во преговори сме и најверојатно ќе завршиме со нашиот сограѓанин на Атлантис од Струмица, Сашко, кој ќе организираме бесплатен превоз од Струмица за Берово, где он е познат тука во Струмица, агенцијата Атлантис, ќе организираме превоз за Берово од некои луѓе кои од Струмица не можат да патуваат, немаат собствен превоз. Супер. Господин Ужевски, ви благодарам за разговорот, ви посакувам успешна реализација на сите зацртани активности од програмата на овогодинешното издание на вашите Владимирски и Линденски средби. Она што најмногу ми се допаѓа е дека кратенката на Владимирски и Линденски средби е ВИЗ. Така ли е? Така е. Добро. Ви благодарам. Ми беше мило и до година пак ве чекаме. Ве чекаме ние сега да дојдете вие. Ние ќе дојдеме сигурно. Ви покануваме и да знаете дека убаво ќе забуваме. Благодарам. Поздрав до сите гледачи на ВИС телевизија. Благодарам. Одиме понатаму со емисијава.